Ја на овај начин на дискусија нема да дискутирам. Ваше е право да протестирате, меѓутоа ако ќе разговарате нормално институционално, тогава ќе го решаваме проблемот. Овај начин на мене не ми се свиѓа. Тензично во Кочанско тркање денеска на најавениот протест во врска со уништениот пат. Жителите револтирани бидејќи нивниот пат е уништен, не можат да минуваат, а секојдневно се соочуваат со бучава и преголема прашина. Бараат подитно да се асфалтира нивната улица, но и да се забрани движење на тешки товарни возила, кои според нив го уништуваат патот. Автобуси минат. 30 до 40 автобуса минат дневно. Значи куќите ни пукнаа. Погледнете само таму да видите што е направено. Значи само снимајте. Куќите ни се тресат. Дојдовме до канализација да не тече по улицата. Сега оваа страна се копа 4 пати. Струја, вода става, теглија каблови, значи канализација, се на едно исто место и струја и вода стават. Дека го има тоа? Оваа улица се руинираше посебно оваа година многу, премногу. Значи пред се санирање на оваа улица, односно одново асфалтирање. Од друга страна бараме самата општина и полицијата, сообраќајниот инспектор не е присутен тука, веројатно ќе даде изјава. Бараме да се ставе до знање дека ваква улица треба да има соодветни сообраќајни сигнални знаци, каде што ќе има ограничување за какви возила може да проаѓат овде, какви не. На протестот беше и директорот на приватна фирма која се наоѓа во непосредна близина на селото и чии автобуси го користат овој пат. Во неформален разговор со жителите тој побара да се најде заедничко решение за да се реши проблемот. Мојата идеја беше, чисто како идеја, да се патот санира како што треба, додека да се направи тај крак према подвожњаков. Да се користи, а тај пат да даде обврска градоначалникот кога ќе го направи. За 6 месеци, за колку ќе го направи? 3 години го прават. Не. Ама тогава кога ќе застанеме заедно и тогава нема дека да мрда 3 години. 3 години го прават, значи. Слагам се. И мене. И ние ама моето барање беше уште не беше пуштен експресниот пат. Дека ние ќе комуницираме. Како мислите најголемата фирма во Источна Македонија да комуницира? Ситуацијата доби кулминација кога дојде и веде градоначалникот на општина Кочани Венко Крстески. Тој истакна дека одржан состанок на кој присуствувал и представник од село Тркање и дека реконструкцијата на овој пат ќе биде приоритет за општината. На ова жителите бурно реагираа со неверување. На општината и беше кажано, у најбрз можен рок да се среде овај пат, за истиот пат. Да се среде максимално професионално и квалитетно. Значи, тоа, верувајте, општина Кочани, за општина Кочани тоа е сериозна инвестиција. Значи, не само овај пат, многу работи имаме намера да направиме за село Тркање, бидејќи според мене ово село е запоставувано со години. Меѓутоа, сванете дека треба време. Јас доаѓам како веде градоначалник, се уште немам нити еден месец. Значи јас ниту еден месец не сум на функција. И затоа ќе ве замолам и за разбирање. Тоа како што градоначалник го можев да го направам беше состанок, на состанок имаше представници од вашето село, беа донесени заклучи. За да се утврди сообраќаен режим на овој пат, потребно општината да има соодветна документација, согласност од Министерството за внатрешни работи и дозвола од општина Кочани. За сега тоа го нема. Од општината ветија дека патот ќе биде реконструиран во наредните 3 месеца, а до февруари 2026 година е предвидено да биде направен и исклучокот, со што од овде нема да минуваат тешки товарни возила.